Конечно, на повидок решение за деценискиот проблем на околу 3000 жители од селото Канатларци, кои во 21 век се уште немаат вода. Актуелниот совет на општина Прилеп, како дел од развојната општинска програма, ќе издвои 18 милиони денари од новиот буџет и напролет ќе почнат градежните активности за изградба на водовод во ова населено место, кое е едно од најголемите во општината. А во текот на месецов треба да биде издадена и градежната дозвола. До средината на декември имаме ветување од раководителот на секторот за урбанизам, односно цел сектор за урбанизам, дека ќе биде издадено одобрението за градба и во истиот момент би се започнало со тендерирање, односно со почеток на тие крајни, завршни фази од административниот дел на овој проект и со почетокот на новата градежна сезона почнуваме со изградбата. Во изминативе неколку години, жителите од ова населено место крајно разочарани од многобројните празни ветувања на тогашните градски власти дека нивниот суштествен проблем ќе биде решен, често бараа помош и од медиумите, за да ги разбудат надлежните и селото да добие вода. Немаме за пијање, за туширање немаме вода. Бунар да немаме и готови сме. Значи, даваме по 4000 евра за бунари, бушиме, немаме вода. Шо дека беа? Мислиш дека ќе биде нешто? Сето е лага. Се очекува, според проектот кој што го изработи општина Прилеп, новиот бунар да има издашност најмалку 5 до 7 литри во секунда, што значи 3 или 4 пати повеќе од вкупните количини на вода со кои што се водоснабдува селото во овој момент. Инаку, населеното место Канатларци е живо село со мешан етнички состав, каде доминира турската заедница. Има околу 3000 жители, меѓу нив многу млади луѓе и деца. Селото има и училиште, во кое исто така често нема вода. Главни екзистенцијални дејности на жителите им се земјоделието и сточарството.